Господине Рамадани, која е вашата оценка на политичката состојба во Северна Македонија, особено во контекст на евроатлантските интеграцијски процеси? Во однос на евроатлантските интеграции, односно процеси, наистина сум разочаран како човек кој се бавам повеќе од 25 години со евроатлантски вредности и промоција на евроатлантските вредности. Разочарувањето ми доаѓа од ова последното, што дефинитивно ВМРО ДПМНЕ не се согласи да ги изгласа измените во Уставот и нормално очекувано беше дека нема да се одржи наредната заедничка седница со Европската Унија, со нашата земја и ние да продолжиме по некој автоматизам со отварање на поглавјата, односно првото поглавје што во исто време значи 23-24, која се однесува за функционирање на правото, односно правната држава и борбата ефикасна против криминалот и корупцијата. Така што навистина сум разочаран затоа што дефинитивно дојдевме до таа ситуација која тоа пусто вето како некако како да ги доведе во ситуација нашите политички партии, сега нормално дека во сето тоа предначи ВМРО ДПМНЕ како главна опозиција, да го блокира патот кон членството во Европска Унија со едно несогласување кое за мене е банално, со самиот факт дека ние и така сме мултиетничко општество, имавме една убава шанса и другите помали заедници да ги ставаме во Уставот, односно во преамбулата на Уставот и дефинитивно да го заокружиме, можеби и тоа што е како убава перцепција за нас од Европската Унија, токму за мултикултурата и мултиетничноста во нашава земја. Но не ја искористивме таа шанса и за жал очекувам дека понатаму ќе имаме една комплетна апатија, меѓутоа таа апатија ќе биде скриена апатија, затоа што сепак имаме, ние се надевам дека мнозинство од граѓаните во Република Северна Македонија кои се определени по оддамна за дискурсот што значи Европска Унија, односно не успеавме да го забрзаме тој пат што значеше членство во Европска Унија во овие прилики кои се моментуми, затоа што геополитиката диктира геостратешката цел и навидум не само мислам дека на крајот на краиштата не убедија европјаните, односно од Европската Унија, дека искрено сакат Западниот Балкан да го видат во нивните прегратки, дури тие ја проширија нивната спремност до Украина, Молдавија и веќе и до Грузија. Така што ако не го искористиш моментумот, односно шансата која ти се дава, тогаш доаѓаат ситуации кои може да бидат последици, а со последиците, ако се занимаваме, тогаш нормално е дека ние сме кревка демократија, кревка сме и затоа што сме мултиетничко општество. Во мултиетничко општество не е добро да има судир на идеологии кои создаваат тензични состојби, затоа што сепак меѓуетничките, меѓу
партиите кои се со различни идеологии, а ако одиме понатаме и со различен дискурс, односно опција, дали е прозападна, дали е происточна, и сето тоа во една мала земја, ако е судир на опции, судир на дискурси, тогаш се плашам дека внатрешната безбедност во државата може да биде под знак на прашање токму поради овие состојби. Веќе се надзираат контурите на описот на тоа што не очекува. Навистина, кои се перспективите, каква иднина во непосредниот период пред нас не очекува. Имаме неуспех на уставните измени, меѓутоа имаме и крупни процеси на меѓународно ниво, само два да издвојам. Тоа се европарламентарните избори до година и се разбира американските избори кои се извонредно важни, како за нас, така и за целиот свет. Каква состојба не очекува? Значи, дали ние можеме да очекуваме посериозна политичка криза во текот на наредната година без оглед на изборните исходи и дали можеме да очекуваме нарушување на стабилноста па и безбедноста на земјата? Па да, прашањето веќе скоро има и одговор, затоа што без разлика што ние сме членка на НАТО, во однос на безбедноста на границите тоа е окей, значи во ред, затоа што тука го користиме членот 5, односно артикл 5 и тука се е во ред, значи не очекуваме некој конвенционален напад или офанзива од инвазија од некоја друга држава, дали е соседна и така натаму, меѓутоа во однос на внатрешната стабилност и внатрешните состојби ние можеме тука сами да заглавиме. Затоа што тука изричито велам дека одговорноста е наша. Нашето однесување. Секогаш треба да внимаваме кога се бавиме со политика, односно имаме некакво лидерство во политиката, иако кај нас тоа лидерството малку е инфлативно или девалвирано со самиот факт дека некако во нашиот вокабулар една политичка партија која нема ни еден пратеник, ние сите ги викаме лидери, а лидерството значи нешто друго. Лидерот кој има легитимитет, полн легитимитет во државата и кој со тој полн легитимитет даден од граѓаните, тој тогаш нормално дека мора и да биде поодговорен, затоа што малите партии не внимаваат многу што декларираат, како ги опишуваат состојбите, што им е намерата. Ние имаме кои ги нарекуваме лидери, кои, да не банализирам, имат еден минибус гласачи и големи зборови, изјави кои на еден начин се под индукција од други идеологии кои доаѓаат од надвор. Затоа велам дека многу треба да бидат одговорни идеолозите, односно лидерите на политичките партии, кои сепак значат нешто во државата. Затоа што тие се изгледа досега како што беше наизмедично се власт и опозиција. Меѓутоа, тоа што ме загрижува во последно време, опозиционите партии колку се поддеструктивни кога ја имаат власта или ја добиваат властата од гласачите, тогаш стануваат толку и полукративни.
затоа што некако не им се верува до крај дека намерата им е искрена да создават функционална демократија, функционални институции, да следат геополитика, геостратешка цел. Сето тоа некако е под Б, не е под А како лидерство и понекогаш дури сум спремен и да се колнам во тоа што е најблиско или најинтимно во мене, дека како да сум 100% убеден дека намерите не им се искрени во однос на перспективата на Република Северна Македонија и односно за доброто на граѓаните. Впрочем, кога се работи за деструктивен вокабулар во кој се внесува поделби, со кои се внесуваат поделби во општеството, се прават обиди да се внесат тензии, па и да се предизвика политичко насилство, ние можеме да очекуваме, впрочем можеме да очекуваме и таквите партии целосно да ги занемарат владењето на правото, а да владеат врз основа на емоциите на луѓето. И во таа смисла на зборот дезинформацијските кампањи, хибридните напади, националистичките пропагандни наративи, кои доаѓаат не само од внатре, кои се генерираат не само внатре во општеството, односно во државата, туку доаѓаат и како бранови од надворешни центри за малигно влијание пред Кремљ, меѓутоа и прокси центрите на Кремљ, а кои едноставно и самостојно дејствуваат деструктивно на македонската стабилност, па и безбедност во голема мерка. Ние се наоѓаме во една таква ситуација веќе со години, со различен интензитет, зависно од општествено-политичките процеси. Кои се вашите обсервации и заклучоци во поглед на овие појави, во поглед на овие напади и како тие може да реперкуираат во предстојниот период, бидејќи изборните процеси се секогаш најчувствителни во една земја, особено во една земја каква што е нашата. Како ги гледате овие влијанија во визави изборните процеси кои не очекуваат председателски и парламентарни? Вака, почитувам Дерала, ние и во некои сегменти работиме нешто заедничко во однос на тоа што значи дезинформации, лажни вести, хибридни закани и така натаму, и во сето тоа сме навлезени во суштината на тоа што значи дезинформација, што значи лажна вест и како одредени структури, јас би рекол, најнапрегнато, односно импенирани кај нас доаѓаат од тие руско-српски структури кои пласираат дезинформации, лажни вести и богами руско-бугарски. Доста се присутни. Јас со мојата организација Евроатлантскиот совет работевме на еден проект заедно со вишеградските земји и Западен Балкан, значи бевме вклучени 10 држави и мора да ви кажам, да ви се пофалам, бевме лидери во тој проект и навистина по тоа што ангажиравме експерти, анкети и разговори со многу луѓе кои се професионалци од занаетот, значи да откриваат дезинформации и хибридни закани, дојдовме до едни податоци, бога ми лично да ви кажам, дури малку бев исплашен, затоа што добро што обичниот граѓанин не ги знае сите тие структури, како ги употребуваат нивните медиуми, да... Знаете зошто сум загрижен? Во политичките партии, мислам дека тие
полесно продираат и затоа што тие тоа го прават партиите лесно, дури и свесно ги прифаќат. Може би има и тука лукративност, не може би него има, сигурно. И тие тоа после го користат за да го манипулираат граѓанството и на еден начин да освојат власт и тоа им е. Меѓутоа, тоа што ме загрижува, што во фелата на интелектуалците, академијата, во луѓето кои ние ги сметаме како добри публицисти, и тие се заглавени во таа идеологија која доаѓат врз основа на овие дезинформации. А на крајот на краиштата Република Северна Македонија е држава која во комшилук е една Бугарија каде што руските структури се доста присутни и тоа на високи на високи вака функционери институции. Во Србија да не зборуваме повеќе, затоа што таму веќе многу јавно и гласно функционираат и ТАС, и Спутник, и Раша ТВ, па тие и не кријат. Мислам дека процентот проруско во Србија може би е тука некаде равно со процентот во Русија. И нормално дека после агресијата на Путиновата Русија во Украина, тоа уште повеќе зема замав тука. Добро е што се повлекува одредени европски лидери малку, затоа што имаше еден период пред инвазијата во Украина, како Путин да им беше како идол на некои екстремно десни партии во Франција, Лепен, па и Мелони денешната, па Салвини, да речеме, имаме во Унгарија сега Орбан и така натаму, кои има од нив кои малку се повлекува од кога се разобличи таа вистина на персоналитетот на Путин. А што се однесува до нас, мислам дека поаѓат од една, дали е тоа парадигма, дали е тоа убедување дека Путин е тој што го брани и го чува панславизмот, православието, така што некогаш овие работи, како што знаете, и одат преку црковните, мислам, експоненти. Тоа не се само медиумите и политичките партии, туку, како што споменавте, и академијата, интелектуалците, меѓутоа и преку црквата. Но чудно ми е како нашите интелектуалци, кои јас на ти, пошто се знаеме цело време, јас и ти добро ги познаваме луѓето тука, како кога ќе разговараш со нив и им поставуваш прашање до прашање, и понекогаш во тие разговори моето прашање е како е можно Путин да го брани православието или панславизмот, кога првите негови сојузници алиати се Кадиров и Иран, односно Хамнеј. Како е можно да напаѓа една православна држава? Вие бевте во Украина, во Киев, и видовте таму, мислам, ги читав вашиве репортажи. Некои податоци ни кажуваат дека многу поправославна држава е Украина него Русија како федерална држава, затоа што таму има најмалку 20 милиони албанци, муслимани, има и други и така натаму, така што во проценти мислам дека поголем е процентот во Украина. Така што луѓето кои мислиме дека имат добри познавања, добри интелектуалци, добри академци, и се прашуваме, а што
што е причината, зошто такви ставови, зошто таква идеологија? Затоа што таа идеологија после тоа создава и други проблеми во државата. Значи, на еден начин тие се обструираат таа наша определба кон членство во Европска Унија и евроатлантските вредности. И уште еден момент ќе го потенцирам. Ние имаме една морална обврска кон нашите луѓе. Нема семејство во Северна Македонија кои немат некого од роднините, дали син, дали ќерка, дали родител во западниот свет, односно во евроатлантскиот свет. И сега ние, ако промовираме друга опција, значи спротивна вела морална и вредностна е, затоа што ние се оддалечуваме од нашите деца, од нашите луѓе. Нашите луѓе се во Европска Унија, во Америка, во Канада, во Австралија. Значи, секаде каде што каде се држави кои или се трансатлантски, или се во кругот на Тиот океан и така натаму. И навистина правиме голема грешка. Во однос на економската соработка, мислам дека трговската размена со Европската Унија веќе достигнува некаде до 75%. Значи, многу работи не врзуваат. Колку години, колку милиарди имаме донации од Европската Унија и Соединените Американски држави. Сето тоа човечки е да го почитуваш. Затоа што нашите млади, јас понекогаш велам, одете до кај Скопскиот аеродром, дали има атериран авион кој оди за Москва, за да одат нашите млади да работат таму. Мислам, толку се примерите вака кој може не мораш многу да имаш знаење и информации, затоа што секојдневието сепак диктира нешто што значи каде би требало ние да се движиме во нашата опција. Се ова што го зборувате всушност зборува за последици од една систематска пропагандна активност која еве и наспроти тие очигледни практично опипливи примери кои ги дадовте, од кои и најнеинформираниот човек не може да им избега заради тоа што тие се тука, сепак зборуваат за последици од една силна, од една систематска, една повеќе слојна пропагандна активност, како на Кремљ, така и на прокси центрите на моќта, кои на македонското општество не му сакаат ништо добро. Во таа смисла, споменавте интелектуалци и академија, која е нивото на овие што се недржавни актери во една земја? Која е нивото на одговорност? Која е нивото на која е улогата и која е нивото на одговорноста на недржавните актери, како што се еве ги споменавме и ги опишавте добро, интелектуалците, меѓутоа и граѓанските организации, па и медиумите. Што тие прават, а што би требало да прават? Кои се вашите препораки? Па тоа ми е зборот дека интелектуалците можеби немат одговорност да донесуваат непосредно одлуки. Меѓутоа, интелектуалците можат многу да влијаат во структурите на одредени политички партии, какви одлуки тие ќе донесат. Затоа што ако тие секојдневно настапуваат со нивните пишувања, ставови, на разни нивоа, на конференции и така натаму, тие создаваат јавност.
И таа јавност тогаш на еден начин влијае кај тие што донесуваат одлуки, дали се тоа пратеници, дали се членови од опозицијата, владата и така натаму. И затоа треба да се внимава, затоа што личната одговорност како интелектуалец по мене е многу поголема од тие што ги донесуваат одлуките колективно. Затоа што позади или во рамките на колективните одлуки, личноста понекогаш може и да се камуфлира, да се крие. Меѓутоа, интелектуалец со јавниот збор и со перцепција од обичните луѓе дека кажал човекот со име и презиме кога го знаеме како добар писател, добар научник, научник во светски размери и така натаму. И ако тие тоа го прават затоа што не веруваат обичните луѓе дека тие го прават од незнаење. Затоа што перцепцијата секогаш дека тие се информирани, луѓе начитани, луѓе и честни. И сега, ако понатаму се поставува прашањето, тогаш доаѓа и сомнежот, за кој ние зборувавме пред малку дека има индукција од некаде, има некое влијание, има, значи, не би се резервирали да кажам дека може би раката на таа корумпираност и во интелектуалната фела стигнува и до таму, што ние се чудиме, човекот со име и презиме го знаеме со години и одеднаш има ставови кои апсолутно се против евроатлантските вредности и тогаш што би било тоа? Ако одиме со тоа дека па еве сака романтичен македонец да биде голем македонец, меѓутоа и тоа загрижува затоа што уште не ставал точка на идентитетот македонски. Значи уште поставува прашалници после идентитетот. Затоа што јас не можам да го сваќам никако интелектуалец или интелектуална фела да биде во таа ситуација уште да има дилеми што станува со македонштината. Мислам дека нема смисла тако во овој стад на развиеност на академија, универзитети, книги, библиотеки, пишувани и да кажеш, ама ќе не асимилират бугарите. Мислам дека дури е малку подчинето или како да ви кажам, недоликува еден интелектуалец да го повторува често ова дека се плашам дека ќе не асимилират. Тоа мислам дека веќе наивно и апсурд е така да се мисли, односно да се влијае и кај тие граѓани кои ние после ги доведуваме во ситуација да бидат уплашени од нешто што апсолутно не треба да се плашиме, затоа што тоа е дежаву, тоа е завршена работа. Што ќе се случи ако македонската евроатлантска иднина биде блокирана целосно? Што ќе се случи ако ние како држава, ете и после изборите, не успееме да најдеме заеднички јазик политички внатре и да ги отвориме поглавјата и на тој начин останеме заглавени? Албанија ќе се одвои, тоа е прилично известно во предстојниот период,
Имаме една жестока општествено-политичка активност која се вика европарламентарни избори, тогаш државите ќе се затворат во себе, ќе почнат да си ги гледаат своите прашања, своите изборни програми. Соединетите американски држави на ист начин ќе се однесува, дури сега ги гледаме тие и во овој момент ги гледаме тие колебања, особено во поглед на прашањата поврзани со кризните жаришта Украина, а од неодамна и Израел, Палестина. Што ќе се случи со една голема заедница каква што се албанците? Нели таму постои можност во одреден дел од политичарите, политичките лидери албанци да кажат ние сакаме да одиме во Европска Унија, што е ова? Да бидам уште подиректен. Дали мислите дека постои можност, да не кажам опасност, едноставно дел од населението, етничките албанци, албанската заедница каже ние не можеме повеќе да ги чекаме своите сограѓанки и сограѓани македонци да одлучуваат околу својот идентитет, ние сакаме во Европа. Истото може, дури нека биде и на интраетнички план. И еден дел, голем дел, јас би рекол мнозинство е, според оние истражувања, меѓу другото и вашиот Евроатлантски совет, што ги има работено и анализите, да голем дел од етничките македонци се евроатлантски ориентирани. Тоа е повеќе од очигледно. Што ако и тие кажат, ние не можеме повеќе да го издржиме овој притисок, и да побараат некакви условно кажано алтернативни решенија за да се надмине оваа ситуација. Дали мислите дека има можности едноставно да се појават порадикални ставови и на меѓуетнички план и на интраетнички план? И како тоа би изгледало? Да, кога ни се поставуваат вакви прашања на нас аналитичарите, посебно кога сме албанци, треба многу да внимаваме затоа што првата реакција кај опозицијата е, мислам македонската условно кажана опозиција еве ни се закануваат. А ние имаме потреба да ги кажуваме нашите мислења и нашите предвидувања, па нека бидат и предупредувања, затоа што точно е тоа дека ако ние не успееме, значи да ја реализираме ова наша стратешка цел, членство во Европска Унија, која опција која најмногу не обединува сите нас во нашава држава. Мислам, 30 години, ако имаме нешто заедничко, имавме нешто заедничко, беше евроатлантската интеграција. И тука немаше никакви проблеми во однос на нашата определба. Јас се сеќавам како пратеник, кога сите координатори излеговме на говорница и ја кажавме нашата опција, каде стремиме како држава. И мислам дека од тогаш ни е јасно дека која е нашата цел. Без разлика што во одот кон тој развој демократски, економски и сето тоа што значи мултиплурализам, ние воедно бевме секогаш, мислам дека тоа и јавноста добро го знае дека опција без алтернатива ни е евроатлантската. Ако не успееме, не дај Боже велам да не успееме, тогаш мислам дека во државата ќе се случуваат судари и интра, значи идеологии прозападна, происточна или пробрикси што измислуваат други опции, а во исто време уште по-опасна ќе биде состојбата во однос на
на судирот македонско-албански. Мислам за тие кои се обидуваат да ја напуштат оваа опција. Јас им велам многу искрено дека ако победи таа опција, а јас не верувам дека ќе победи, затоа што знам дека и процентот проевропски, условно кажано, кај македонците е многу поголем од никогаш не била испод 65-70%. Ајде да кажам и ако тоа има обид тоа да се случува, албанците таму ги нема да ги има. Мислам искрено да ви кажам, ако јас тоа го велам, може други ќе го кажат уште пооштро, уште поотсечно, дека никаква дури и природна да биде опцијата за такво нешто, албанците таму ги нема. Сега се враќаме во тоа што се повикуваат во име на народот, некои проценти кои ги измислуваат тие што се под канџите на тие структури, што рековме, руско-бугарски, руско-српски и така натаму. Тие се повикуваат на народ, меѓутоа ние ги знаеме определбите на граѓаните и по етничка основа и по идеолошка. Може би тие представуваат едно 25% во државата. Тука се тие бројки. И ако ние дозволиме тие 25% да не скршнат, што би рекол јас, од ова наша опција за која се изборивме години и години, јас понекогаш велам го испливавме морето, сакаме да се давиме во реката. Мислам дека не држи тоа, не е природно, на крајот на краиштата не е фер кон граѓаните. И мислам дека ќе мора малку поефикасно да настапуваме секаде каде што можеме, за да ги разобличиме ваквите опции кои се против евроатлантската опција, затоа што тие, ако зимат и понатаму замав, може да не доведува до ситуации кои може да бидат и тензични. Јас тоа слободно го кажувам, затоа што вие рековте, ако да речеме што се однесува до албанците, ако Албанија веќе се извинувам, веќе се оддели односно ќе го продолжи патот кон членството во Европска унија и ако Косово после либерализацијата и нормализација на односите со Србија, затоа што тој е процес кој веќе е надгледуван и по се изгледа ќе има епилог за година дена може да има. Што правиме тогаш ние? Мислам дека голема е грешката што граѓаните ги ставаме пред такви прашалници, пред такви дилеми, дури мислам дека, да кажам многу народно субјективно, гревота е да ги манипулираме обичните искрени граѓани кои сакат подобар живот, социјален, економски, сакат да бидат со нивните деца, со нивните поколенија и така натаму, а ние да им изложиме нешто што апсолутно и нема шанси по некој мирен пат и да се оствари, затоа што тоа е веќе за нас страно. Ние немаме географија
таква за да можеме да се приклучиме таму каде што некои ги промовираат, дали се тоа источни или некои асоциации кои навистина не доликува. И на крајот на краиштата дека биде порака и тие кои сака да се реализираат како нација. И самеве признавам, добри патриоти се. Меѓутоа, едно укажување од моето искуство или од тоа политичко искуство, затоа што имам поминати многу конференции светски. Јас сум, за себе велам дека сум open mind, затоа што 12 години бев во Интерпарламентарна унија и поминав низ од Филипини, преку Сеул и Кенија и Јужна Африка, Мексико, Чиле, и Вашингтон и овие европски. Вашето искуство е многу богато. Да, верувам дека овие ставови и препораки ги темелите токму на тоа искуство. Токму на моето искуство сум видел, значи, функционирање на држави кои се тоталитарни, кои се парламентарни, кои се диктатури, кои се полудиктатури, авторитарни. Меѓутоа, нема нешто поубаво, на крајот заклучувам од функционална демократија. Затоа јас не им замерувам на овие сегашните што многу не им замерувам што има многу пропусти во однос на функционирањето на правната држава, на институциите, затоа што ако начело на институција е демократ, а има девастирани институции или наследува девастирани институции, многу тешко се справуваат со такви институции. И понекогаш и ние бараме под цврста рака. Меѓутоа, од моментот кога бараш цврста рака, ти веќе ја намалуваш демократијата и поминуваш во нешто што е авторитарно. Авторитаризмот, мислам дека не е добро за една демократија за која ние стремиме и тука треба да внимаваме. Меѓутоа, ќе мора тука малку да бидеме сите ангажирани, и невладини организации, па и опозицијата која секогаш со право ќе претендира да биде дел од власта, односно да ја земе власта, меѓутоа само со развој на демократијата. Тоа е... Господин Рамадани, вие сте начело на една многу угледна организација. Евроатлантскиот совет ужива голем углед, не само во земјата, туку и многу пошироко, но во меѓународни рамки. Вие лично сте цитирани, а се разбира имате и безброј проекти кои имаат суштинско значење за овие процеси, за овие вредности за кои говориме денеска. Кои се вашите следни чекори и како човек, интелектуалец, експерт, аналитичар, а се разбира и како човек кој го води Евроатлантскиот совет? Јас мислам дека и како Евроатлантски совет и како човек кој се бавам 25 години со промовирање на евроатлантските вредности, не се давам, не се предавам. Мислам дека кога во нешто си убеден до крај дека е најдоброто што може да им се случува на граѓаните или најдоброто за државата. Затоа што кога ние спомнуваме вредности, тоа не е ништо абстрактно. Безбедност, демократија, економски развој, слободни медиуми, човекови права. Ако ги има човекот овие на дохват и ги практикува и живее со овие квалитети, со овие стандарди, тогаш тој човек, без разлика од која националност е, од која вера е, тој секогаш е по-расположен, по-инвентивен, по-креативен и е многу профитабилен во тоа што го работи. И
Зошто да нема мотивација и понатаму јас да ги промовирам овие вредности? И зошто да се откажам? Малку можам, тука сум малку разочаран. Мислам дека нашите партнери стратешки, и американците и од Европската Унија, понекогаш со тие кои не разбират, односно се прават дека не слушат и не гледат, не треба секогаш да им се зборува само со дипломатски јазик. Затоа што дипломатијата е добро ако од другата страна, од спротивната страна, имаш луѓе, имаш субјект кој ја разбира дипломатијата, кој ја разбира пораката меѓу редови кажана и постапува. Ние имавме пораки, дојдоа од американската администрација, дојдоа луѓе кои се за респект од големи, силни демократски држави од Европската Унија, ни кажуваат, ни зборуваат, односно им кажуваат, им зборуваат и тие си терат тврдоглаво со нивните така да кажам намери, а јас знам која е намерата. Аут тоа што е демократија, аут тоа што е интерес на граѓаните, главната цел е да се дојде на власт или да се сочува власта. Мислам, тука зборувам за сите тие кои прегоруваат за власт. И на крајот власта го злоупотребуваат за лични или за групни интереси, за интереси кои немат врска со општиот развој на државата. Тоа ме загрижува и тука мислам дека и како председател на Евроатлантскиот совет и како организација заедно со сите организации кои функционираме, заедно со вас и со други организации, и понатаму ќе бидеме еден параван преку кој не може да се помине од тие што ни увезуваат идеологии кои се штетни за нашата држава и за регионот, а во исто време ќе работиме многу за да ги придобиеме на еден начин, не во субјективна смисла, него да ги убедиме и тие кои за момент или во одредени услови се манипулирани од такви структури кои промовираат, за жал, идеологии кои се многу опасни за нашата држава, пред се поради таа мултикултура и мултиетничност. Дај да продолжиме да бидеме пример. Јас навистина ми е криво и жалам што кога одам надвор, одите и вие надвор и учествувате во разни форуми, таму повеќе не фалат и кажуваат поубави зборови за нас него нашите тука. Ние имаме слабости, имаме корупција, имаме криминал, имаме слабости во здравството, во образованието, сето тоа. Меѓутоа, ако ние ги почнеме преговорите конкретните преговори со отварање на поглавјата со Европската Унија, тогаш ние ќе имаме еден мониторинг без кој ние не можеме да функционираме, за жал. Ни треба тој мониторинг, тој ќе биде интензивен, во одредени области може да биде и субординативен, но ќе даде резултати. Ама ќе даде резултати. Видливи на крајот, да. Кој ќе биде задоволен од тие резултати?
Ние, како граѓани кои живееме тука. И По целата вертикала на и општеството. вертикала и хоризонтала на општество. И зошто да не го правиме тоа? Зошто да правиме пречка сами, да не влеземе во тоа море каде што ќе ни се даде гума за пливање од Европската унија, ако не знаеме, и додека научиме. Затоа што сами пробавме. Јас имам долго искуство, мислам, од 90-те години наваму, и навистина знам дека, за жал, скоро никогаш немавме консензус за големи одлуки кои беа компромисни, меѓутоа многу добри за државата, за едината на државата. Ние се бавиме, како што реков Черчил, имаме еден голем товар на историја и никако да се движиме. Па на крајот на краиштата многу е логично историјата, со историјата нека се бават историчарите, со политиката денешна и за едината на државата, овие наши лидери кои водат политика. Мислам дека е многу лесно да се свати ако нема некое влијание која ги пореметува и нашите мисли понекогаш, и нашата определба, и тогаш е лошо. И се чувствувам понекогаш виновен, дали дадов се од себе за ова моја држава, за да биде денеска многу подемократска, многу побогата, многу интегрирана. Затоа што велам, сепак можеше и поинаку и поубедливо да настапиме, за да не им ставаме, односно не им оставаме многу простор на тие кои не ја сакат, не го сакат доброто на нашата земја. Значи, овие се моменти кои не прават да бидеме загрижени, меѓутоа верувам уште дека има потенцијал во ова наша држава која ќе ги работите сепак ќе ги придвижат понатаму. Дури мислам дека сега е моментот кога треба да се создаве тој политички, дали партиски политички фронт кој мора да ја победи деструктивноста, односно да ги победи тие на кои не им е баш, или на нив е јасно како, меѓутоа ние уште не можеме да ги разбереме каде не води таа политика, иако за нас кои се бавиме секојдневно многу е јасно, меѓутоа велам за обичниот граѓанин. Нема смисла, го истоштивме граѓанинот. Како што вие велите почесто, граѓанките и граѓаните се истоштени од манипулација, од таа пресија деструктивна политичка, што не ни наликува на нешто што е јасна и добра перспектива за нашите граѓани. Јас верувам дека и вие како личност, а секако и вашата организација заедно со сите прогресивни сили во земјата ќе дадат силен придонес во предстојниот период токму за продолжување на тој евроатлантски пат на Северна Македонија. Што се однесува до дилемите кои ги поставивте во поглед на вашата работа и вашиот ангажман општествен и политички, верувам дека одговорот е јасен, меѓутоа ќе оставиме на идните генерации да го донесат тој суд, а вам да ви заблагодарам на ова сеопфатно интервју, на искрените одговори и да ви посакам и вам и на сите нас многу среќа во предстојниот период.
Благодарам јас на вашите и гледачи, и читатели. Им посакувам се најубава, еве среќна нова година, па празниците што доаѓаат, така што им порачувам дека ќе најдеме сили, ќе најдеме можности, сепак да го правиме тој чекор напред кој ќе ни донесе, односно ќе им донесе на граѓаните по-мирен, спокоен и по-добар живот и во нивните семејства и во нивната сакана држава.